Со среќа, вратете се живи и здрави. Има ли некаква вест од фронтот, команданту? Не, се уште нема. Но Истанбул сака да превземе некакви мерки. Кажи, команданту, ќе сториме се што треба. Сите кои што имаат повеќе од еден конј, ќе ги донесат и ќе им ги предадат на одговорните пред владата. Кога ќе биде потребно, ќе им испратиме жито на нашите војници на фронтот. Ќе го сториме. Сите семејства кои што одгледуваат жито ќе донесат по една вреќа. Исто така, ќе дојде време, ќе треба да донесете по еден пар обувки и по еден пар чорапи. Ќе донесеме се што е потребно, ќе донесеме. Донесеме се што е потребно. За многу години. Добре. Добро ве најдовме. Рамиз ефенди, Молам, што бараш ти тука? зошто? Ти треба да одиш во црква. Твоето место не е тука. Се слушаш ли што зборуваш? Не зборувай така, бре. Ние војуваме со грците. Ти помини на нивната страна, Рамис ефенди. Абас ефенди, ова е џамија. Правите грешка. Зошто мислите дека грешиме? Срамотна керка му го знаеме сите. Јас да бев ќе убиев. Што стори Рамис ефенди? Како ништо да не било. Прости на керка си. Тој не припаѓа тука. Нека се оди. Така, не го сакаме. Не припаѓа меѓу нас. Не го сакаме. Како може да го сакам? Не го Не припаѓа меѓу нас. Не припаѓа меѓу нас. Замолчете сите, ова е џамија. Не можеме вака да правиме во џамија. Со какво лице доаѓаш тука? Пред толку луѓе. Нечестници едни. Што зборуваш ти става? Што зборуваш? Што зборуваш? Ова е џамија. Засрамете се. Нечестници. Силното тука. Замолчете. Доста тебе. Ти! Хасан! Си одиме. Ајде, одиме. Ќе видиш.
Добра вечер, господин офицер. Добра вечер, госпоѓо Медија. Дојдовме за синот на Михаел, Алекс. Знаете дека судот реши да го прогони. Со наредба од кадијата, најдоста за 2 дена, тој ќе мора да го напушти Песочан за секогаш. Во ред, јас ќе му го дадам, господине. Да си жив. Рамис? Тато, нешто лошо ли се случи? Што се случи, Хасан? Подоцна Хатиджа. Мерем, дечиња, ајде одиме. Ајде, диловери, и ние да си одиме. Во ред. Мустафа, што се случи? Нешто лошо се случи? Подоцна ќе ви раскаже Чичко Рамис. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Внимавајте. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде, кажи што се случи, Хасан? Не избрка од џамијата, Хатиджа. Што? Како може да го стора тоа? Ни рекоа да си одиме. Ни рекоа дека не припаѓаме таму. Ни рекоа да одиме и да им помагаме на грците. Татко ми е сигурно многу повреден. Така е, Хатиджа, така е. Ни ги кажаа сите погрдни зборови што постојат. Зошто ни го прават тоа? Сево ова е поради нечестниот кајмакам. Кој ќе го казни него за ова? Не грижете се, господја Мерјам. Некој ќе одговара за ова. Рамис Ефенди, нема ли да ми кажеш што се случи во џамијата, а? Ми рекоа дека не ме сакаат меѓу нив. Дека јас не треба да одам во џамија, туку да одам во црква. Тоа ли ти го рекоа? И тоа, гледајќи те во очи, тоа ти го рекоа, а? Тоа ми го рекоа гледајќи ме во очи. Не биди тажен, Рамис Ефенди. Воопшто не биди тажен. Остави ги. Нека зборуваат што сакаат. Нека веруваат во тоа што сакаат. Ти немој да се грижиш. Фатма, ќе се пријавам како доброволец. Сакам да одам на фронт. Јас добро ли те слушам тебе, Рамис Ефенди, или ти сосема си полудела? Јас не сум луд, Фатма. Јас знам дека умот не е во годините, туку во главата. Ама ти, сепак кажи ми колку години имаш? Што е со моите години? И уште прашува што е со неговите години. Што ти е на тебе, Хусмен? Внуче ми е. Добро, добро. Знаеш дека Хусмен ти е внуче. Значи дека ти си му нему дедо, така? Така е. Во ред, јас сега да те прашам, каква работа имаат дедовците на фронтот? Стави ги моите години. Погледни го, моето срце. Решив ќе одам на фронт. Не викај, те слушам. Види, Фатма. Јас дојдов до оваа возраст. Живеев за мојата чест. Не клеветеа. Ни го оцрнија образот. Ме избрка од џамија. Ама нема да дозволам никој млекарот Рамис да го нарече кукавиц или предавник. Штом треба да ја браниме татковината, и јас ќе одам во војна. Во ред. Ако треба за татковината сите да одиме, сите да војуваме. Го разбирам тоа. Размисли што зборуваш, Рамис. Сакаш да одиш во војна затоа што ти избрка од џамијата, така ли?
Или затоа што те клеветат? Тоа не го разбирам. И не можем да го разберам. Јас ќе одам во војна, Фатма. И тоа во првите редови. И толку. И толку. Рамис! Рамис, ме слушаш ли? Каде одиш, Рамис? Знаеш каде одам? Сакаш јас да го кажам тоа? Ќе се пријавам како доброволец! Ќе се пријавам како доброволец! Што зборуваш, тато? Не прашувај што реков! Слушна! Рамис! Рамис! Вахиде! 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 Каде отиде ова? Сега беше тука, каде отиде? Синот на Ибрахим Фехми. Во ред запишано. Следниот. Тргнете се! Тргнете се! Тргнете се! Тргнете се! Тргнете се! Помини, синко, помини! Помини! Многу бил млад, бре? Народе, слушнете ме. Стигна телеграмата во врска со одлуката што ја очекувавме. Одлучено е доброволците да се примат во војската. Ти благодариме, Боже! Ти благодариме, Боже! Народе, слушнете ме. Наскоро ќе ви ги напишеме имињата и со извлекување ќе се одреди една група на луѓе која ќе биде прва која што ќе оди на фронтот. Ме разбравте ли? Јас дојдов. Рамис Ефенди, се уште ли не се вразуми? Што правиш тука ти? Тргни се! До тука ми дојде! Немој да му го креваш притисакот на млекарот Рамис! Тргни се, реков! Тргни се! Ја Писар Ефенди, синот на Хусейн, млекарот Рамис. Ги примаме само оние помеѓу 20 и 40 години, Рамис Ефенди, ти не спаѓаш таму. Може би сум престар, ама сум храбар. Нели команданту Джезми? Да си ми жив. Во ред запишано. Ајде. Следниот. Ајде запишано. Ајде. Следниот. Запишано е, во ред. Синот на Неджи Пали. Синот на Неджи Пали. Во ред. Синот на Рамазан Хајдар. Синот на Рамазан Хајдар. Во ред. Не грижи се, мамо. Нема да го прима тато на овие години. Не. Му влегло тоа во глава, а ти не го знаеш, татко ти. Воопшто не се разбира од збор. Ке стори било што за да се запише. Не бе, додо Фатма. Покрај толку млади, зошто да го земат Рамизага? Во право е да Мирје, мамо. Најпрво треба да ги земат Хасан, потоа господин Дилавер и Мустафа. Ајде во ред. Ајде, кренете ги главите. Кренете ги, ви велам.
Штом треба да одат, нека одат. Нам ни останува да чекаме. Тие да се вратат живи и здрави. Кренете ги главите, ајде, кренете ги главите. Секогаш ги криваме главите. Така е. И јас знам дека треба да чекаме. Браво. Но, сепак, нешто многу ме мачи. Што ако не се вратат? Што ти е, махатидже? Гризни си го јазикот, Керко. Гризни си го јазикот. Немој самата да си ја повикуваш несреќата. Не зборувај така, ајде. 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 Име? Синот на Али Риза Мустафа Кемал. Ученици ли сте во управата? Да, господине. Колку години имате? 16. Не ги примаме учениците и помалите од 20 години. Име? Синот на Мехмет Осман. Синот на Дотударот Хајретин Хајри. Ги читам последните што ќе одат како доброволци. Чичко Рамис, Се уште не ни ги прочита Синот имињата. на Тајп Ердоган. Прочитете ми имене! Синот на Ковачот Али Иксан. Од Песочан Мустафа Намик. Јас сум. Браво! Последниот доброволец. Синот на Ибрахим Етхем Фехми. Јас сум. Вахиде? Што е ова? Зар полуде, Вахиде? Што ќе правиме, Мустафа? Нема да не примат овие. Ќе најдеме друг начин, Омер, за да одиме на фронтот. Друг начин? Ако не отидовме во униформи, немаше да знаат дека сме од академијата. Можевме да се запишеме како цивили, Омер. Во право си. Може и да излажеме за годините. Прости ми, дедо. Јас заминувам. Ќе пратам некој по тебе. Ви го оставам дедо ми додека не успеам да го земам. Не грижи се, Алекс, не грижи се. Господјо Бедија, вашиот благослов. Биди благословен. Ајде, дојди, ајде полека. Опа, те. Ајде, полека.
tenimiz kanımız hep aynı. Aynı rüyalar bu aynı. Ayrılık gece olsa günlerin sonu gelse baş başa kalan olmaz ki. Sorsalar bile gelmez derdime, umar olmaz sonsuzu bulan olmaz ki. Gökyüzü bizi görse Tanrı'nın eli değse müjdemi alan olmaz ki. Aynı dua bu aynı. Aynı cennet bu aynı. Canımız acımız hep aynı. Aynı rüyalar bu aynı. Вахиде? Вахиде Рамис? Јас не се мешам, Фатма. Што имаш да кажеш, кажи на твојата машкоданка, ќерка. Вахиде? Сестро, што си сторила од себе? Да ти машка ли стана? Што? Молчете вие! Аман, доста оставете ме намира. Рекоа дека не примаат жени доброволци, па се облеков како машко. Што има тука лоша? Не разбирам. Што? Што ме Еј, гледате? господе, не ми го земај умот, те молам. Рамис! Вахиде? Вахиде Рамис? Јас не се мешам, Фатма. Што имаш да кажеш, кажи на твојата машкоданка, ќерка. Вахиде? Сестро, што си сторила од себе? Да ти машка ли стана? Што? Молчете вие! Аман, доста оставете ме намира. Рекоа дека не примаат жени доброволци, па се облеков како машко. Што има тука лоша? Не разбирам. Што? Што ме Еј, гледате? господе, не ми го земај умот, те молам. Рамис! Хасан? Што ти е тебе? Мене не ме земаат, Хатиџе. Не те зема. Да, Фатма, ниту мене не ме зема. Аха. Ама јас ќе продолжам да се обидувам се додека не ме земат. Ќе се пријавувам. Така ли? Така. И јас! Не ме зема ниту мене. Од тука само Мустафа ќе оди на фронт. Да. Со Господ напред, утре изутрин одам. Името? Мехмет Рефик, Години? 20. Во ред помини. Види, Мустафа, ова е на дедо ми млекарот Алаат Рамис. Војничкиот кофер. Види, се уште е здрав. Јас ти донесов чисти алишта, синко, ке ти притребаат, земи. Благодарам, тето Фатма. Да, јас ќе ги ставам. Така. Мустафа, ова... Јас ти донесов сапун. Јас ти спремив јадење за попат, Мустафа. Ви благодарам.
Воопшто не сте требале. Што значи тоа, Мустафа? Како така? Ова ќе ти донесе среќа, батонамик. Исто така и ова. Така ли? Ќе ми донесе среќа, така? Вие сте мојата среќа, знаете ли? Кога ќе тргнете на пат, синко? Изутрина. На изгресонце. И јас ќе одам во Битола со Мустафа. Ќе го испратам мојот брат. И јас ќе дојдам. Оди, Хасан, оди. Вахиде? Вахиде? И ти одиш со нив. Нели, Фатма? Треба да го испрати Мустафа. Нека оди, треба да оди. Каква е последната состојба на фронтот, Паша? Чедите на Мендур Паша и Хајдар Паша ги напаѓаат нашите непријатели. На границата има многу големи судири. Нашиот непријател се повлече на сигурно место. Состојбата во Јанина? Ахмед Хавзи Паша ги чува позициите. Влези. Од командантот на војската во Ласонија, господине. Прочитајте. Соопштуваат дека преминот Милона е во наши раце. Ја исполнивме првата цел. Со помош на Господ ќе одиме во победа. Пренесете оваа среќна вест до луѓето на султанот веднаш. Чичко Рамис, знаеш, можно и да нема враќање. Дај ми благослов. Како така зборуваш, Мустафа? Види, ќе одиш. Ќе се вратиш. Ќе се ожениш. Ти ми беше син и ќе ми останеш син. Чувај се. Чувај се. Благословен да си. Дојди. Дојди. Вахиде, ајде, ајде. Тето Фатма, го барам и твојот благослов. Не заборавам што стори за мене. Намик. Мил Намик. Ми беше внук. Потоа ми стана син. А сега воопшто не требаше да си на фронт. Сега требаше да ми бидеш зет. Дојди, синко. Чувај се. Ајде, чувај се. Меријам? Хатиџе? Душичке наша. Ние ќе дојдеме со Хасан изутрина.
Дилавер, јас имам мала работа. Треба со уште некој да се збогува. Што е пак сега? Имаш долг за плаќање. Маскираниот. Господине Кајмакам, со овој стап ли удираше Зарифе, така? Викај, викај. Никој не може да те слуша. Колку пати ги удри, кажи ми? 30 ли? 30. Ова е затоа што го излажа судот. Ова е затоа што најми лажни сведоци. Ова е за Вахиде. А ова е за Чичко Рамис и неговото семејство. А ова е од мене. Дојди, дојди. Земи. Земи! Спремив едно признание од тебе кај Макаму. Ќе го потпишеш веднаш. Ќе го потпишеш. Ќе потпишеш, ќе потпишеш. Ќе потпишеш. Слабак. Издржа само 5 удари. А Нев ги удри 30 пати. Многу сакаш да знаеш кој сум, нели? Нечестник.
Пусти ме! Фати ме! Полека! Полека! Повелете кај мака му. За Битола. Ќе испратиш итно една телеграма. Пишувај вака, помеѓу доброволците кои ќе одат во војна од Песочан, Мустафа Намик да се уапси пред да се качи во возот. Пред да замине... Господине Абдул. Имам работа, команданте Джезми. Продолжи да пишуваш. Да се уапси пред да се качи во возот и да се врати во Господине Песот. Абдул. Имам важна работа, команданте Джезми. Ова е поважно, господине Абдул. Ве апсам заради лажно сведочење на судот и поради лажно обвинување на заробениците. Уапсете го. Дадо, што е смрт? Не знам. Ќе умре ли бато Мустафа? Што правите вие тука, а? Мама, ќе умре ли бато Мустафа? Како така зборуваш, Керко? Нема да се случи такво нешто. Бог да чува, велам, с краја да ја велам. Бог да чува, не даде Боже. Бог да чува, не даде Боже. Браво, браво. Ајде, дојдете. Уште еднаш нема да зборувате такви работи, добро? Ајде. Ајде, побрзете. Ќе платите за ова. Знаете ли кој сум јас? Знаете ли? Јас сум син на Маскар Паша. Ќе платите за ова. Пуштете ме, ајде. Отворете. Пуштете ме, реков. Пушти ме, бре. Што е ова, бе? Офицеру! Не ме оставајте тука! Дојдете ваму! Дојдете! Нели рече дека ќе не извадиш одовде, а? Замолчи, бе, ти! Зошто те уапсија, бе? Кој ќе не извади сега? Никој нема да не извадим. Со овие разбойници ли ќе ме оставите овде? Однесете ме на друго место, офицеру! Брзо! Ајде, побрзете! Ајде, лавови мои, ајде! Ајде! Брзо! Немаме многу време, брзо! Немаме време! Побрзете, ајде! Побрзо! Мустафа! Здраво. Господице Вахиде? Рамиз Ефенди! Чабар Ефенди, што ти е? Рамиз Ефенди. Што се случува, кажи? Зарифе. Што се случило на Зарифе? Зарифе. Што? Обвиненијата за Зарифе
се одбиени. Што? Што зборуваш? Се дозна дека тие двајца разбойници се лажни сведоци. Оној кај Макамот Абдул е фрлен во Сандана. Што кажа, бе? Жив командатор Чезми излезе пред сите и кажа: народе, чујте и почујте. Зариф е невина. Тие што слушнале нека им кажат, но оние што не слушнале. Ти благодарам, Господе. Благодарам, Господе. Благодарам, Господе. Да, Фатма. Фатма. Ради се. Ете така. Хатидже, дојди и тебе да те бакнам. Зарифе, Черко, дојди. Стани да те бакнам. Нека те бакне мајка ти. Керко, мила. Нека те бакне. Чекај, Зарифе, знаеш ли зошто ние те бакнуваме? Знаеш ли? Не. Оној Абдул никаквецот признал дека те наклеветил. Сите зборуваат во Песочан. Ти се спаси, Зарифе, слободна си. Дојди тука. Фатма, кажи и ти нешто. Кому си лута пак? Пак ми е ќерка ти? Господе, ти благодарам, Господе. Вахиде, ќе се вратам и ќе се венчаме. Додека ме нема, Мустафа. Ајде, сите влегувајте. Сите во вагони. Aysız gecelerde umrular ağlar içimde. Sözlüsek de uzakların yoluna öleceğiz. Doğduğumuz toprakta. Mustafa! Mustafa! Што правите вие тука? Ние Ние ќе се приклучиме во војната, команданте. Деца. Војнику! Повелете, командант. Овие деца се ученици на Војната академија. Многу се млади. Испрати ги до училиштето и преради ги на нивниот професор. Како ќе кажете, командант? Ајде. Ајде. Мустафа. Одеме.
Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Sözlüsek de uzakların yolu. Öleceğiz doğduğumuz toprakta. Memleket sevdana yürek gelir. Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Aysız gecelerde kumrular ağlar içimde. Sözlüsek de uzakların yoluna. Öleceğiz doğduğumuz toprakta. Memleket sevdana yürek gelir. Bak bulutlar geçiyor üstünden, kaldır başını. Bak bulutlar geçiyor üstünden. Господе, чувај ми ја куќата и блиските од војна. Дај им, Господе, памет на оние што сакаат да го средат светот со војни. Господе, чувај ми го Мустафа, да се врати жив и здрав, да се ожени со мојата Вахиде. Дај сила на Зарифе и побрзо да и се залечат раните. Имам и неколку зборови да му кажам на Абдула Ефенди. Дојдовте ли? Ние дојдовме. Кој дојде? Кој дојде? На Хусмен му е мокра пеленката. Што направил? Да видам. Си искакал. Рамис Ефенди, Молам. ајде оди од чешма, донеси вода. Да донесам. Донеси. Да ја испереме пелената. Чекај да видиме. Ајде. Што направи ти, а? Дојди. Баба ти да ти ја извади пелената. Што направи ти, а? Ајде, дојди да видиме. Си се искакал, а? Дечиња, што правите вие тука? Го чекаме војче. Дојдете да ми помогнете да извадам вода. Ајде, дојдете пргубе. Ајде, побрзо. Татко Рамис. Хасан? Хасан, се вративте ли? Се вративме, татко Рамис. Вахиде? Молам, тато. Добро ли си, ќерко? Добра. Ќе се врати Вахиде, ќерко. Ќе се врати жив и здрав. Ајде внатре, ајде. Добра ли си, Хусменага? Што се случи? Кажи, Керко. Мустафа се качи ли на возот? Да, татко Фатма, не грижи се. Со Божја волја, да оди и да се врати што побргу. Амин. Амин. Фатма, јас да одам да ја подготвам количката. Да ти помогнам, татко Рамис. Ајде. Пријатен ден, татко Фатма. Пријатен ден, синко. Благодарам. Чичко Дилаве, Молам, хаджали. ние ли ја добивме војната или грците? Со Господ ние ќе ја добиеме. Видовте ли, ја добивме војната. Хаджали, всушност никој не победува во војна, знаеш ли? Секој по нешто губи. Ти размисли за ова што ти кажав, а после пак ќе зборуваме. Влези!
Паша? Да? Паша, вашиот син, господин Абдул... Абдул ли дојде? Го апсиле господин Абдул, Паша. Што? Татко Рамис, на работа одиш? Ќе одам на работа. Прво, имам една важна работа да завршам. Каква работа имаш, татко Рамис? Нема потреба да знаеш. Каква работа имаш, татко Не Рамис? прашувај, Хасан. Добро тоеш. И јас ќе се симнам со тебе заедно во градот и ќе го одам да го отворам дуќано. Треба да работам, знаеш, сега имам една уста повеќе. Ако работи. Каде е Зарифе? Натре. Добро. Дојди. О, сонце на мама. Тетка Фатма. Молам намик. Каде е Зарифе? Горе во собата е. Одам да ја видам. Полека бе, синко. Гледај пред тебе. Фатма, ние одиме. Добро. Ајде, ајде. Што правиш ти, а? Види. Кого гледаш ти, а? Ајде, дојди ти кај баба. Ајде. Опа. Ајде кај баба. Ајде, оп. Оп. Зарифе. Зарифе. Молам, Може ли да влезам? влези. Вахиде. Молам. Каде е Зарифе? Не знам, не е тука. Добро. Пау, пау, смрт за непријателот. Пау, 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 пау. Пау, 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 пау. Пау, пау. Пау, 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 пау. Пау, 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 пау. А, ме погодија. Фати го. Зарифе! Зарифе! Доаѓа бомба! Видовте ли? Сите умревме. Колку е лоша војната. Зарифе? Како ти се роđињата? Добро, ништо немам веќе. Ти добра ли си? Не сум. Излеза на виделина дека ти беше направена неправда. Командирот го апсил камакамот. Знам. Тажна си затоа што си отиде Алекс, нели? Немој да си тажна. Знам дека вака со зборови не можам да те тешам, ама и јас сум заљубен и затоа знам. Човек, кога ќе се заљуби, останува заљубен. И тој секогаш ќе те сака. Како што и мојата љубов кон тебе нема никогаш да заврши, така и вашата меѓусебна љубов никогаш нема да заврши. Зарифе, дали си слушнала за Лела и Меджнун? Може би
Може би по многу години луѓето ќе зборуваат дека Зарифе и Алекс станале како Лейла и Меџнун. Намик, од која да го знаеш ти се ова? Од книгите што ги читам. Јас многу сакам да читам љубовни приказни и секогаш читам. Секогаш. Ти знаеш да читаш? Знам. И старотурски знам, и малку бугарски знам, македонски знам, и старотурски тоа го кажав, нели, така? Намик, Молам. ти си многу добар човек. И ти си исто така добра, Зарифе. Ајде одам јас да трчам со кокошките. Каде одиш, татко Рамис? Не прашувај, Хасан. Каде одиш, те прашам? А јас ти викам не прашувај. А ти се уште прашуваш. Да, навистина, каква е таа многу важна работа, а, чичко Рамис? Имам да му кажам 2-3 збора на еден човек. До тука ми дојде. Ти кај Абдул ли одиш? Па тогаш да дојдам и јас таму, да му кажам 2-3 збора. Ти не треба да дојдеш. Не, и јас да дојдам таму и да му кажам... Хасан реков да не доаѓаш. Вахиде, за вечера да сготвиме леќа. Ајде, оди донеси ја леќата од визбата, да ја изчистиме. Добро, мамо, добро. Видете како перам, а? Па ништо не останало. Мамо. Што? Нема леќа. Само малку брашно и неколку компирчиња. Ама и тие изртале, некако скапани се. Така ли? Ајде, тргнете се. Чувајте ги децата, а јас веднаш ќе дојдам. Ајде, каде ќе одиш, мамо? Да соберам лобода. Лобода ли? Да, лобода. Добро, мајко, одиме, јас и Зарифе ќе собереме лобода. Знаеш дека многу сакам да соберам лобода. Господе, мојата керка војник многу сакала и знаела да собира лобода. Господе Боже. Ајде, Зарифе. Ајде, сестро. Дојди и ти со нас. Заедно ќе одиме. Ќе дојдам, но што да правам со Хусмен? А јас зашто сум тука? Јас ќе го чувам него. Тогаш да дојдам и јас. Ајде, оди и ти со девојчињата. Земете ги и момчињата со вас. Многу викаат и многу се немирни. А јас ќе го почувам Хусмен. Ајде, Добро, мамо. Ајде, додека да Мелијан, се дојди. исуши да се вратите. Ќе се вратиме брзо. Ајде, дојдете и вие, ајде. Добар ден, госпоđo И Бедија. на вас, Џабар ефенди. Каде си тргнал овака? Одам до кај Фатма, Џабар ефенди. Реков да прашам како се, а се загрижив и за Мустафа. Многу убаво ти текнало, убаво. А ти каде одиш, Џабар ефенди? Јас тргнав до државната канцеларија, си реков да видам што се случува на фронтот. Добро ќе сториш, Џабар ефенди. Ајде со здраве, госпоđo Бедија. Ако сакаш, после наврати во дуќанот да се видиме малку. Може, Џабар ефенди, ќе дојдам. Ајде. Јас сум Александар Македонски. Јас сум протеран тука.
Добро, вие може да дојдете. На ти почекај, оде веднаш се враќам. Командире Джезми? Ни пристигна телеграма од Битола, господине. Господинот Масхар Паша ке доаѓал наваму. Разбрав, писару, благодарам. Слободен си. Молам. Војнику! Војнику, извадете ме од тука! Знаете ли воопшто кој сум јас? Јас сум синот на Масхар Паша. Ослободете ме, известете го татко ми, ајде! Војнику! Што ти е, бе, синче на Паша? Не плачи како жена. Ова овде е за мажи. Немој да плачеш како девојче. Види, имаш да јадеш, имаш да пиеш. Што сакаш друго? Седи си мирно. Престани, бе, човеку, престани! Војнику! Татко Рамиз, Молам, Хасан. да дојдам јас со тебе? Не, ти реков, Хасан. Ти отвори си го дуќанов и работи. Ајде. Пријатна работа, Хасан. Благодарам. Ќе се разделиме тука, чичко Рамис. Ајде, остани ми со здравје. Довидување. Ти ли си Алекс? Да, господине. Ќе одиш во селото Каваклар, близу Скадар. Долго време таму немаат учител. Оди и кај селскиот кмет. Еднаш неделно ќе доаѓаш тука за да се потпишеш, како доказ дека не си заминал од тука. Потпиши се тука. Илјас, земете го и однесете го до селото. Народе, според веста што ја добивме денеска, силите под команда на полковникот Наим Паша напреднале се до изворот на реката Карадере и го освоиле целото Карадживан. Народе, слушнете ме, народе. Цели 5 ескадрони на Хаки Паша, на локалитетот Дишкат, околината на Дишкат и на граничната линија, нанесени им се тешки загуби на грчките сили. Тргнете се, бе. Тргнете се, бе. Командире Джезми. Рамис ефенди. Командире Джезми, сакам да те замолам нешто. Хајде вие ловџи едни да ве видам, поделете се на сите 4 страни и почнете со собирање. Ние ќе собереме пред вас, ние Емиле, ќе Пемпе, собереме. полека! Хаджали, внимавај на браќата и на девојчињата. Сестро, јас ќе одам од оваа страна. Добро, Зарифе, ајде оди. Ајде. Војнику, што бара овој човек овде? Веднаш тргнете го од овде. Не викај, господине Абдул, не викај. Војнику! Ако сакаш и јас да викам за тебе, а? Војнику! Види, не слушаат. Не викај залудно. Оди си од овде. Никаде нема да оди млекарот. Оди си од овде, млекару. Не сакам да те слушам. Сега
Ќе слушаш се што ќе каже млекарот и се запомни. Господин Абдул, сте се заљубиле ли некогаш? Си посакал ли да се ожениш? И тоа за жената што ја сакаш, кажи. Не ли е праведно? После тоа, гледаш ти се родиле и деца. Еден ден ти се родила ќерка со црни очи и црни веги. Со сета своја љубов си ја израснал во голема, млада, убава девојка. После да ти излезе некој никаквец и да ја наклевети, да ја нанесе болка, да ја засрами пред народот. И по нејзините нозе удира. Што би му направил ти на тој човек? Господине Абдул, зошто молчиш, бе? Ајде, зборувај. Ја знам што ќе направеше. Ќе ги кренеше рацете горе кон Господ и ќе речеше: Господе, кој нанесе болка на мојата ќерка, истата болка нанеси му ја нему. Тоа ќе го направеше. Доста, престани, млекару! Што се замислуваш ти, а? Ти добро знаеш кој сум јас. Знам. Ти си пашата. Синот на пашата, само што татко ти не знае каков син има. Nani bebence, во свилено марамче. Nani хусменче, да пораснеш во момченце. Фатма! Спие, бебето, спие! Бебето Хусман ке порасне и дома храна ке донесе. Сите девојки на Песочан ке полудуваат по Хусмен. Рамис Ефенди. Молам. Зборувавте ли? Зборував, командиру Джезми, зборував. Благодарение на тебе. Да си жив. Рамис Ефенди. Молам? Доаѓал татко му Масхар Паша. Нема да го ослободиш, нели? Не знам, Рамис Ефенди. Не знам дали имам сила. Кога доаѓа пашата? Треба да пристигне за 2 часа. За 2 часа? Ние ќе собереме повеќе од вас. Доста веќе хаџали, не собирајте повеќе. Се изморив. Да седнеме малку. Ајде да седнеме малку, Дадо. Дадо Зарифе, ќе дојде ли нашиот принц на бел конј? Принцот на белиот конј? Тато вика дека секоја девојка си имала свој принц. Кога ќе дојде? Кога ќе дојде? Не знам. Кога ќе пораснете, тогаш ќе дојде. Не зборувај така, Дадо. Толку рано дојде твојот
Ти уште беше девојче. Одзеда малку време додека те однесе до Сарајот, ама дојде. Тој не е принцот на белиот конј на сестра ми. Тој е мачарот со Мустаки Хасан. Точно така. Ама чичко Хасан нема бел конј. И ние тоа и го зборуваме. За жал немаат сите коњи. Но сепак доаѓаат, те земаат и те носат. Ајде кажете да ве видам, кој е принцот на белиот конј на Дадави Вахида? Знаеме. Кој? Докторот Бето Мустафа. Батонамикот песочен, маскираниот. А на Дада Миријем знаете ли кој е? Знаеме. Ајде кажете да видам. Знаеме. Ама тој нема бел конј. Кажи. Го викаат кајмакамот на Чича. Хај. Кајмак. Дада Зарифе, тебе кој ти е принцот на бел конј? Ќе одиме веќе? Ајде, деца, одиме. Ајде, полека. Не успеав да ти посакам добре дојде, господја Бедија, добре Добро дојде. те најдов, Фатма. Простите, молам, ти дојдов во ниедно време. Зашто се извинуваш? Добре дојде. Се загрижив за вас. Мустафа отиде ли здрав и жив? Хасан се врати ли жив и здрав? Што се случи со Зарифе? Така, затоа дојдов да прашам. Да си жива и здрава. Ти не грижи се, господјо Бедија. Мустафа се качи на возот жив и здрав. Вахиде и Хасан се вратија, а нозете на Зарифа оздравија, фала му на Господ. О, шукюр. Да си ми жива. Каде ти се луѓево? Дома немаш никого? Отидоа покрај реката. Крај реката ли ма? Зошто? Малку да прошетаат, да се издуваат малку и малку да соберат лобода. Што знам? Од лобода ќе готвиш јадење, така? Ке сготвам. Девојчињата многу ја сакаат. А Вахите многу сака да собира. Рамис Ефенди, Молам? што стоиш тука цел еден час, како некој бостан? Стојам. Гледам дека стоиш, ама те прашувам зошто? Па стојам, нели рече дека сум бостан, а бостанот стоејќи расте. Така ли? Така. Добро тогаш. Расти. Влези. Командире, Да. млекарот Рамис стои цел еден час во дворот и чека. Нека чека, Илјас, нека чека. Добро, нека чека.
Ке се видиме, Фатма. Се гледаме. Јас пак ќе навратам. Добро, да си живе Ајде, здраво. влези внатре, да не заплаче добро, детето. ајде. Пријатен ви ден, девојки. Добар ден, тетка. Пријатен ден, тетка Бедија. Тетка Бедија. Мамо, Собравте ли? Собравме и тоа еден куп. Уште спие. Ајде, ќе го земеш ли? да го земам. Ајде, земи го. Душа, мајкина. Нишај го, Хатиџе, нишај го. Ахмет Ефенди! Ракип Ефенди! Ти минатиот месец сакаше да ти шијам панталони, да ти земам Од мерки. тебе, Хасан, не сакам ништо. Ни од тебе, ни од твоето семејство. Ако не сакаш, не сакај, бе. Не сакај! Не сакај! Хасан! Хасан, што е работата, бе, синко? Зошто толку многу викаш, а? Джабар Ефенди, никој не ми дава работа. Полека, бе, синко, се ке се заборави. Дојди, седни тука, дојди. 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 Исмаил, дај 2 кафиња. Донеси тука 2. Седни. Почитувам, паша. Командире, Не може сега. Ќе зборувам со него, ќе му кажам. Чекај малку, те молам. Слушнавте ли сите? Слушнавте ли? Масхар Паша дојде во Песочан. Пашата ќе го ослободил својот син од затвор и ќе го разрешил командирот Джезми од служба. Слушавте ли? Слушнавте ли? Да зборуваш, бе, ти, а? Масхар Паша дошол во Песочан. Хасан? Хасан, каде одиш, бе, синко? Аман. зборувајте, командире. Прочитајте го ова, паша. Што е тоа? Признанието на господин Абдул. Почитуван Масхар Паша. Кој сте вие? Јас сум Рамис. Лекарот Рамис. Татко и на Зарифе. Татко Рамис! Татко Рамис! Смири се, Хасан, смири се. Го слободија тој човек. Смири се, Хасан. Не можам, татко Рамис. Чекај ти велам. Молчи еднаш. Ајде. Татко, Точно ли е ова? ме присилија да го потпишам. Ме наклеветија. Не те прашав како го потпиша, туку точно ли е ова? Одговори ми!